Инспекторите од Државниот санитарен и здравствен инспекторат ќе влезат на клиниката за кардиохирургија да извршат увид во медицинската документација за лекувањето на 57 годишниот пациент Тони Ангелковски, кој почина чекајќи операција со сериозни компликации на аортата. Од Министерството за здравство потврдија дека борнетниот надзор го наложи министерот Арбен Таравари, откако семејството проговори во медиумите дека Ангелковски бил препраќан од клиника во клиника, но не бил опериран и не го издржал ова здравствено патешествие. Настанот се случи на 8 април, кога пациентот од болницата 8 септември бил донесен на државна кардиохирургија со болки во стомакот и градите. По направените исследувања, од клиниката му соопштиле дека нема слободна сала за операција, а на торакална хирургија биле расипани апаратите. Пациентот бил упатен во приватна болница, но и таму ги немало потребните материјали, пошто Ангелковски повторно е вратен на кардиохирургија каде почина. Оттаму потврдија дека од 2 операциони сали во функција е само една, но велат немало потреба од итна операција. Сепак, не знаат од што починал пациентот, затоа што семејството не дозволило обдукција, а нивното однесување го оценија како театрално. Кај пациентот за време на хоспитализација до моментот на влошување во ниеден момент не се појави потреба од интна интервенција, бидејќи цело време беше без болки со стабилни витални и лабораториски параметри. Околу 5 часот наутро следниот ден настапува нагло влошување на состојбата на пациентот, пошто се превземени сите мерки за оживување по протокол, но за жал настапи смртен исход. И од СДСМ денеска побараа итна и целосна истрага, но и утврдување на одговорност за, како што велат, скандалот на кардиохирургија.